Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев и денес ќе ве водам низ најновото издание на Умствена гимнастика. Се надевам дека веќе сте во вашите домови после напорната работна недела или пак можеби веќе сте се уште во вашите возила некаде низ градскиот метеж, очекувајќи час поскоро да стигнете во вашиот дом. Но во секој случај мислам дека во секое време е добро време, особено ако избереме тема како денешната, тоа е љубовта кон книгите, ljubовта кон читањето, издавачката дејност. Не случајно се вели дека всушност читањето представува сонување со отворени очи и така и ќе се обидеме денес да сонуваме со отворени очи токму на брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас во денешното издание на Умствена гимнастика е Нада Милкова, магистер по издаваштво на Оксфорд Брукс, која што е воедно директор на издавачката куќа Метаноја. Со неја ќе отвориме интересни теми кои што се поврзани со љубовта кон читањето, но и љубовта кон издавачката дејност. Но со разговорот ќе започнеме после вкусата музичка пауза. Токму така, вие слушате Умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија 5 минути после 17 часот. Ја најавив денешната тема, тоа е љубовта кон книгите, кон читањето. Верувам дека голем дел од вас во моментот и читаат некоја книга, не знам до која фаза сте, меѓутоа верувам дека книгата е неизоставен дел од вашето секојдневие. Токму на оваа тема ќе зборуваме со мојата денешна гостинка која што е влюбеник во читањето, влюбеник во убавиот пишан збор, Нада Милкова, магистер по издаваштво и директор на издавачката куќа Метаноја. Нада, добре ни дојдовте и ви посакувам пријатно да се чувствувате на брановите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и на вам за поканата и навистина веќе ми е пријатно во студиото. Имаме една тема која што секогаш го стоплува срцето. Јас реков дека читањето е навистина еден вид на сонување со отворени очи. Верувам дека љубовта токму кон книгата, кон убавиот пишан збор и читањето беше еден огромен предизвик да запишете и студии по издаваштво. Магистриравте на Оксфорд Брукс, токму една гранка која што не е својствена за студиите кои што постојат кај нас. Ајде малку да споделиме со слушателите какви беа искуствата токму од Оксфорд Брукс и што всушност значи да се магистрира во областа на издаваштвото. Па така, навистина, тоа беше едно посебно искуство, едни студии, мастер програма, која што всушност ги комбинира љубовта кон литературата, меѓутоа има и оној бизнис аспект во сето тоа. Менеджмент, значи, на правата во издаваштвото, од менеджирањето на самата уредувачка политика на издавачката куќа, до проучување на самата литература и доста предмети, значи, го покрива и тој дел литературен аспект. Така што мислам дека тоа е една многу интердисциплинарна програма, која што и на мене како личност многу ми одговараше, зашто сакам така од различни области и сакајќи го издаваштвото, сакајќи ја книгата, знам дека навистина кон книгата треба, доколку сакаме да ја пласираме исто така и кон читателите и да развиваме читателска публика, дека мораме сите овие аспекти да ги запазуваме, значи од самата љубов кон книгата, понатаму да знаеме како тоа и маркетиншки да го презентираме пред публика, меѓутоа исто така да се справуваме со сите оние технички работи кои што се врзани како добивање на правата, продавање на правата и така воопшто менаџирање на една мала компанија, можам така да кажам. Така, тука има сериозен бизнис аспект, верувам, не само издаваштво како просто репродуцирање на книгите или нивни преводи, туку и многу повеќе од тоа водење на собствен бизнис. Навистина не е едноставно да се биде жена менаџер, вие водите издавачка куќа под називот Метаноја и сигурна сум дека тоа е една од активностите која што ве исполнува и најмногу во текот на секојдневието. Од каде се роди идејата за Метаноја и што всушност значи Метаноја? Па всушност Метаноја се роди уште многу порано од
пред да запишем јас всушност студиите по издаваштво, а тоа е некаде 98 кога всушност јас бев вклучена во формирање на една студентско движење во Македонија, кое што го започнавме заедно со мојот сопруг, од кога се вративме од студии во Америка. И тогаш, почнувајќи со ентузијазам, значи работа со студенти, свативме колку има недостиг на определен вид на литература, која што ќе ги поттикнува млади на размислување, воопшто за повеќе светогледи и на еден интелигентен начин. Така што всушност ние во тоа време свативме дека има недостиг на определена литература, така што прва книга што тогаш ја земав да ја издадам на некој начин од самата потреба беше една книга Патешествие од филозоф од Бостонскиот коледж, доктор Питер Крифт, и се вика Патешествие. И на некој начин еден преглед на главни светогледи, почнувајќи од преку каде што Сократ всушност е водич низ тие светогледи и патникот може да остане на било кој од дел од патот доколку тој светоглед го задоволува. Меѓутоа тоа беше како еден мал вовед во филозофија всушност и понатаму издадовме некои други дела. Зошто името Метаноја? Од таа прва, значи, издадена книга, веќе сватив дека ќе треба да формирам издавачка куќа. Во тоа време не знаев многу за самото издаваштво, меѓутоа имав голема страст и пасија за да продолжам да издавам книги, затоа што почнав да ги согледувам ефектите од таа една книга издадена. И тогаш размислував за името на издавачката куќа и Метаноја некако дојде многу природно. Метаноја е еден од моите омилени новозаветни зборови, значи на старогрчки метаноја или обнова на умот, комплетна промена од еден светоглед во друг или од еден став кон животот кон другиот и може да значи многу работи. Од, значи, во библиска смисла покаяние до во секојдневието, значи, промена на ставот за нешто што сме го на некој друг начин осознале и сега гледаме на поинаков начин. Така што Метаноја поврзана со книга издаваштво, многу мислам дека самата менува многу секоја книга. Има голема символика. Верувам дека имавте и собствената Метаноја кога ја напуштивте вашата родна Хрватска и дојдовте во Македонија за да отпочнете една нова страница во животот. Вашата лична приказна всушност некако ве движи да ја напуштите собствената земја, да дојдете овде каде што го наоѓате вашиот животен сопатник и едноставно се занимавате со издаваштво кое што претпоставуваме и вашата најголема љубов. Така. Кажете ми, ме интересира во однос на тоа, студиите ги спомнавме по издаваштво. Честопати во нашата емисија зборуваме за различните насоки, сакаме да им помогнеме на младите слушатели кои што се заедно со нас на врановите на Слободна Македонија, можеби да ги идентификуваат своите животни професии, каде би ги насочиле, да родиме некоја љубов кај нив и не случајно правиме умствена гимнастика. Студиите по издаваштво се нешто што и недостасува на домашната академска заедница, но колку вам како менаџер во оваа професија, како директор на издавачка куќа, ви помогна да го изградите овој бизнис и постепено да ставите нови цигли на она што се гради постојано? Па, навистина е, прво треба да постои, значи, кај младите тоа сакам многу да го разбудам преку ова. Јас го сваќам всушност издаваштвото многу повеќе од самиот бизнис, иако има тие мали бизнис елементи кои што се неопходни, меѓутоа навистина сметам дека луѓе што имат голема страст кон книгата, меѓутоа и општо да направат некаква промена во општеството кон подобро, влијание врз младите во сите категории на луѓе, од почнувајќи од децата со детско издаваштво, понатаму издаваштво за млади, возрастни и така натаму, може да се направи големо влијание и затоа верувам дека секој еден што сака понатаму можеби да размислува еве од младите денес, да се бави со оваа работа, првенствено мора да има вистинска искрена љубов кон книгата и општо кон луѓето, зашто првенствено сметам дека многу е важно да се знае, да се комуницира
пораката и да се знае да се разбуди таа љубов и она што се вика љубопитноста кај луѓето. Мислам дека тоа е најважно во време кога сме изложени на интернет, на разноразни креативни телевизиски програми и така натаму. Многу е важно самите луѓе што се занимаваат со издаваштвото да знаат и се обидуваат да разберат вистинската љубопитност кај луѓето е да посакаат да читаат, зашто навистина е предизвик во денешното време да се инспирираат луѓе, да се имат време, да одвојат време и да поминат време со книга, сами со себе често пати и со книгата. Токму така. Што... А кажете ми, како се роди љубовта кон книгата кај вас? Постоеше ли некое посебно дело, некој посебен поттик, момент кој што предизвика да го одберете и на некој начин својата животна професија? Па, верувам дека ке многу луѓе што ги сакаат книгите на еден посебен начин, секогаш, ако се враќаат назад во минатото, ќе најдат некоја прекрасна личност, дали професор, учителка, уште од раните денови, така што и во мојот случај, навистина, љубовта кон книгата ми ја разбуди мојата прва учителка по хрватски јазик, и исто така библиотекарка, затоа што јас почнав многу книги да позајмувам тогаш во библиотека и таа беше една прекрасна личност која што дури кога не посетија во нашето основно училиште Десанка Максимовиќ и Мира Алечковиќ, таа ме одбра мене да имаме една прошетка во паркот. Јас пораснав поред Дунав и моето основно училиште беше Дунав, парк и школа. Така што се шетавме со тие две писателки и мојата библиотекарка низ паркот и никогаш нема да заборавам разговорите на толку мала возраст со Десанка Максимовиќ. Така што ред личности, значи додека јас бев мала, ми ја будеа таа љубов кон книгата. Значи самата наша библиотекарка организираше многу такви средби со врвни писатели во тогашно време од Југославија кои што доаѓа во нашето, па да кажем, доста мало школо, меѓутоа имавме прилика да ги запознаваме големите писатели. Така што верувам дека многу е важен тој аспект да се запознаваме со автори и тие автори да знаат да ја разбудат љубовта кон читањето. Така што во мојот случај тоа беше средба со многу автори на многу мала возраст, меѓутоа исто така и читањето. Особено можам да ја спомнам Ивана Брлич Мажуранич, една од моите навистина омилени писателки хрватски, и книгата што ја препорачувам на сите да ја читат доколку го знаат хрватскиот јазик, а верувам дека ќе имаме на македонски. А тоа е Згоде Шегрта Хлапича, кој што навистина еден лик, прича из давнина исто така од Ивана Брлич Мажуранич. Тоа се едни прекрасни приказни кои што водат кон децата, кон љубов кон книгата, кон доброто, меѓутоа не на еден наивен начин, туку навистина со она полна сила на разгорување на детска имагинација. Така што тоа беше клучно, можам да кажам, во тие рани денови да ми се разбуди љубовта кон книгата. Понатаму, веројатно и самата имав афинитети кон книжевноста, така што тоа ми беше една од пределбите, иако јас понатаму се одлучив за студии по теологија од ред причини, меѓутоа тој повторно на некој начин многу ја содржи самата анализа на литература, која што понатаму се преточи, се надогради и конечно јас и магистрирав издаваштво, каде што ги споив сите тие работи заедно. Токму така, кога љубовта кон сето она што претходно ве исполнувало, го споивте на едно место, веројатно и затоа и ќе даде резултати подоцна и во издавачката дејност. Овде ќе направиме една кратка пауза и се враќаме подоцна со нашиот разговор. Останете на брановите на Радио Слободна Македонија. Токму така, вие слушате умствена гимнастика, заедно со нас во студиото денес е Нада Милкова, магистер по издаваштво и директор на издавачката Куќа Метаноја. Зборуваме за љубовта кон книгите, љубовта кон издаваштвото, убавиот пишан збор. И токму кога веќе сме кај убавиот пишан збор, би сакала да ве запрашам која е литературата која што вие ја читате и дали таа кореспондира со литературата која што ја издавате. Баш би сакала и со нашите слушатели да споделиме дел од насловите кои што се всушност производ на издавачката Куќа Метаноја. Така.
Јас лично сметам дека секој издавач, без оглед како видна литература издава, мора многу широко да чита. Исто тоа би ги охрабрила и слушателите воопшто и општо читателите, дека многу важно да се чита широка плејада на добри, би спомнала тука, на добри дела, да се прави еден избор, селекција. Меѓутоа многу е важно да се чита. Јас сметам значи романи да се читат, врвни дела на познати автори, кои што верувам дека ја продлабочуваат емпатија воопшто. Мислам дека јас би препорачала и на свештениците и на луѓе воопшто што работат со луѓе, генерално да читат добри романи, затоа што тие влекуваат во длабочината на човечката личност. Јас, например, многу сакам Орхан Памук, тој е еден автор од нашиот регион тука и сите негови дела ги читам. Исто така дела од Джием Куци, кој што од Јужна Африка, делата на Дубравка Угрешич, која што е една од хрватските писателки, исто така. Меѓутоа и дела кои што конкретно еве јас како издавачка куќа Метаноја ги издавам, а тоа се дела кои што се поврзуваат на некој начин вера, култура, некои од нив се значи non-fiction, не се романи, меѓутоа се дела кои што се општа надоградба на луѓето, да осознаат малку повеќе за улогата на верата во нашиот живот. Тука би ги спомнала некои од веќе постоечките изданија на Метаноја. Тоа се некои од христијанските класици, како делата на К.С. Луис, кој што исто така бил и професор по литература на Оксфордскиот универзитет. Меѓутоа, исто така напишал голем број на книги кои што се повеќе од апологетска содржина, како христијанство, понатаму писмата на душевадникот, во процес сме на издавање на уште една аболиција на човекот од К.С. Луис и понатаму верувам дека ќе издадеме уште неколку дела, иако он е познат во Македонија по делата Нарнија, нели, од кои што некои читатели, веројатно слушатели, гледа и филмови за деца. Така што желба ни е, значи, да издаваме некои од христијанските класици и тоа исто така би сакале, значи, од богатството на христијанската мисла низ историјата, што би вклучувала веројатно понатаму и некои од делата на раните црковни отци, интерпретација нивна, понатаму книги што потикнуваат диалог помеѓу христијански конфесии, исто така меѓутоа и со други вери. Така што, всушност, сите наши дела потикнуваат на подлабоко мислење, размислување. Би спомнала книга од професор Мирослав Волф, што е професор на Јел универзитетот, инаку Хрват по потекло. Исклучување и преградка е една од најзначајни, можам да кажам, дела, теолошка размисла за идентитетот, другоста и помирувањето. Понатаму книга од Ерик Метаксес, кој што и гостуваше во Македонија, негова биографија за животот и делото на Вилијам Вилберфорс, кој што беше член на британскиот парламент, кој што цел живот се бореше и се залагаше и го дочека буквално неколку дена пред да почине укинувањето на робството. Така што тоа е една многу инспиративна биографија. Понатаму имаме доктор Майк Пирс, наш долгогодишен пријател, љубител и голем поддржувач на Македонија, можам да кажам, а и голем љубител на целиот Балкан. Негова книга "Зошто толку напад кон Запад? Корените на глобалното непријателство" е една навистина исто така предизвикувачка книга. Токму така, јас и оваа книга често пати цитирам и читам делови од неа во текот на нашите изданија на умствена гимнастика, бидејќи навистина поттикнува на размислување. Баш ми е мило. Исто така имаме издадено и збирка поезија на Коста Милков, кој што додека престојуваше во Сингапур, почна да ги праќа поемите, песните и еве ние го издадовме со едно изненадување. Тоа може би во нека друга пригода самиот ќе се зборува за тоа. Исто доктор Џон Ленокс, професор по математика од Оксфордскиот универзитет, кој што исто тука гостуваше во Македонија, Бог на нишан и зошто новите атеисти ја промашуваат целта. Вака наслов може делува малку
силно, меѓутоа книга навистина е многу приступачна и отворена за дебата. Така што имав коментари од неколку универзитетски професори кои што ја прочитаа, вика од насловот очекувавме многу повеќе битка внатре во книгата, меѓутоа книгата е навистина со големи аргументи и исто така поттикнува на размислување. Не мора читателот неопходно да се согласи со неа, меѓутоа важно да се постават прашања и да се влезат во дебати дури и со луѓе со кои што не се согласуваме. Токму така, мислам дека со овие наслови отворивме еден добар простор за нашите слушатели да може да практицираат умствена гимнастика. Овде ќе направиме една куса пауза и се враќаме назад со нашиот разговор. Да, вие слушате умствена гимнастика. Зборуваме заедно со госпоѓа Нада Милкова, магистер по издаваштво и директор на издавачката куќа Метаноја. Спомнавте дел од насловите кои што се всушност на листата на она што досега издала издавачката куќа Метаноја. Веројатно веќе имате подготвено и листата на нови наслови кои што се планираат да бидат составен дел од она што го работите. Но она што ме интересира мене лично како читател е дали преку изборот на наслови кои што ги издавате како издавачка куќа, всушност се обидувате да негувате одреден вредносен систем и да промовирате одредени вредности. Спомнавте религија, култура, дали всушност се обидувате да изградите еден вредносен систем по кој што ќе бидете препознатливи во однос на насловите кои што ги издавате? Да, секако постои таков еден елемент. Првенствено, како што кажав на самиот почеток на емисијата, дека ние сакавме да пополниме определен гап, на некој начин празнина која што мислевме дека постои во македонското општество со недостиг на ваков тип на литература, која што нема да биде првенствено пропагандистичка на некој начин, по прашање на да придобијам луѓе на некаква своја страна со пропаганда, туку многу еминентни автори кои што имат определен светоглед, меѓутоа тоа го презентираат на еден начин кој, како што кажав, остават простор или поттикнуваат на размислување, на дебата, меѓутоа исто така сакат да на еден интелигентен начин да исто така да презентираат алтернатива, без оглед кој светоглед луѓето го имат, да имат можност да прочитат и нешто друго и да се го споредат со сопствениот светоглед. Така што за тоа е многу важно што и сметам дека понатаму ќе работиме на тоа да наносиме колку што е можно, нели, автори на некои од книгите што ги издаваме, затоа што таа лична средба исто секогаш дава еден дополнителен елемент, а тоа е средба со човек, која што, колку и да насловот некако звучи, кога ќе го сретнеш човекот, се рушат многу бариери. Така што имавме, како што спомнав, можност да ги запознаеме македонските читатели со доктор Џон Ленокс, исто така со доктор Ос Гинис, чија што книга издадовме, исто една од негови значања, он е еден од познати светски социолози кој што докторирал на универзитетот во Оксфорд, доаѓа од семејството Гинис, нели познато семејство. И така натаму, меѓутоа тој престојуваше тука една недела во Македонија и навистина можеше да се сретне со луѓе од различни групи и тој самиот, значи, имаше можност да одговори на тие прашања кои што читателите ги има, меѓутоа исто така и да пласираме неговата книга Животен повик. Така што, да, секако, меѓутоа понатаму јас исто многу, иако кажав дека светогледот определен, да, постои во изданијата на Метаноја, тоа значи христијански светоглед, меѓутоа исто така заради тоа што го спомнав исто порано колку е важно многу широко да се чита и да се има тој еден холистички пристап кон книгата, многу е важно и јас понатаму ќе издавам од поезијата, од другите дела, исто така сметам дека ќе
зашто тоа во издаваштво се решава со различни импринтс, така што веројатно понатаму некои од книгите што ќе издават во соработка, што се особено со Балканскиот институт за вера и култура, ќе си имат еден импринт, понатаму поезија, детска литература која што мене ми е особено на срце и која што заслужува големо внимание. Исто така верувам дека Метаноја ќе се посвети во наредниот период, особено за промовирање на детска литература. Во подготовка ни е првото дело во, значи, Метаноја детско издание, Светот на сребрениот кладенец од Коста Милков, книга која што на некој начин се гради веќе 15 година и која што ќе имаме можност да ја промовираме на 1 декември и со тоа на некој начин ќе почнеме и таква една трак или не знам како да кажам. Така нова нишка во издавачката дејност со која би ги опфатили различните сфери, но и различната читателска публика. Гледам дека на некој начин се обидувате да негувате одредени вредности, да следите современи правци и текови. Колку тоа значи во издаваштвото, следејќи ја желбата за да издадете одредени наслови кои што ви се допаѓаат и кои што сметате дека ќе го задржат нивото на промоција на одредени вредности, може да ве чини од друга страна во делот на комерцијалниот аспект. Дали тоа значи издавањето на книги со одреден вредностен систем може да влијае врз комерцијалниот дел, односно да го намали приходот, бидејќи издаваштвото во секој случај е и љубов, меѓутоа и дејност од која што заработувате и треба да живеете. Може би еден од најголемите предизвици за издавачот е помеѓу она што го сака и она што значи комерцијален момент или атрактивен наслов за самата публика. Верувам дека не е едноставно да се биде жена менаџер и да се води издавачка куќа и да се биде растргнат помеѓу овие предизвици. Сосема се согласувам и тоа мене е константен предизвик, зашто јас и во текот на мојот студij по издаваштво, јас константно имав битки со моите колеги, особено кога имавме работа во групи, каде што требаше да предлагаме определени идеи кои што треба да допринесат за доброто на тие некакви имагинативни издавачки куки кои што ги обработувавме, кои што треба да допринесат за развој, за поголема профитабилност и така натаму. Јас бев таа што секогаш се залагаше за некакви дела, идеи кои што ќе прават некака определена промена во општеството или жени автори или нешто такво, кои што навистина одеа надо на комерцијалното. Така што добив прилика, значи, да отворам и своја издавачка куќа и повторно и со истата битка ја водам. И верувам дека со определена дека може да се извојуваат тие битки. Јас верувам дека тука не ги ставам другите издавачи, секој на некој начин си ја гради својата визија на издавачка куќа и мисија. Меѓутоа јас на некој начин сакам да одам полека, затоа и помал број на изданијата, затоа што навистина ми е значајно секое дело кое што го издаваме, не е случајно, не е и верувам дека понатаму ќе со присуството на автори тука, со дополнителна поддршка од слични фондации кои што исто така се заинтересирани за поддршка на ваков тип на литература, меѓутоа и пошироко, значи особено во подрачје на детска литература може да се најдат и тука треба да се наоѓаат дополнителни поддршки за да може да се остваруваат овакви идеи. Што е особено важно, младите соодветно и да се насочуваат преку првиот допир со литературата за деца и млади. Ајде кога веќе сме кај различните возрасти, спомнавте дека е во план да издавате детска литература, издавате литература која што е наменета за повозрастната читателска публика. Што сметате, што и недостига на домашната читателска публика? Што читаат главно македонците и што мислите дека и недостасува како дело кое што е можеби предизвик за вашата издавачка куќа?
Па мислам дека тука е тешко да се определи нели што конкретно недостасува. Мислам дека и другите издавачки куки во Македонија во последно време навистина има едно раздвижување, има супер дела што се и од домашни автори и од странски преводи и така натаму. Се задржува актуелноста, брзо се преведуваат, се издаваат, има така што промена. има разни настани исто така поврзани со книга. Така што јас сето тоа го охрабрувам, сметам дека е многу значајно и важно, затоа што со читателите, за да ги разбудиме на некој начин, да ми ја разбудиме таа љубопитност, која што верувам често пати недостасува. И во македонското општество генерално јас гледам еден мал недостиг на љубопитноста, општо онака да се земе, да се праша, да нема тој така подозрив поглед што е ова, наместо да се пристапи онака отворено да се праша. Така што ни достасува таа љубопитност и затоа верувам дека ние како издавачи имаме огромна улога да ги будиме таа ljubопитност така е луѓето. И тука можам да поздравам разни иницијативи кои што се од другите издавачки куки исто така, кои што полека по полека исто ја сваќаат таа важност на популаризација на книга, на директен контакт со читателот. Така што на некој начин од таа желба и цел да бидам во константен контакт со читателот, исто така го отворивме Метаноја литературно кафе, каде што на некој начин книгата сакам луѓето да живеат како дел од животот. Како нешто, како основен дел од животот. Со кафето, додека читаш, пишуваш и така натаму, најприродно ти е да земеш и книга и да одвоиш еден значаен дел од денот и за да земеш нешто да прочиташ. Така што мислам дека треба да се буди таа љубопитноста. Тука нормално дека треба да се прави добар избор, особено на преведени книги, да се вложува во добри преводи за читателите навистина да можат да имат едно комплетно искуство кога ја читаат книгата. И јас тука би ги спомнала и некои дела кои што навистина се добри да се вложува и во тој духовен аспект на човекот. Имаме една книга конкретно со отворени раце, книга за молитвата, од еден многу еминентен професор од Јейл универзитетот, кој што посветил целиот свој живот понатаму, се откажал од академијата и се посветил на ментално хендикепирани луѓе, една многу инспиративна книга, која што на некој начин денешните многу зафатени луѓе исто така да ги поттикнува на некакви позитивни работи, на вложување во животите на други луѓе. Ама викам, доста од тоа исто така може да се преко самите романи, преко читање на романи, навистина емпатија се зголемува. Сакале или не. Не случајно мотото на вашето литературно кафе е всушност освежување на целата личност и верувам дека преку кафето и добрата книга може да се достигне една фаза на освежување не само физичко, туку и духовно преку бавиот пишан збор, иако може да ве посетат не само за да се напијат кафе, туку и да прочитаат патеме некој убав збор или да ја потикнете и разбудите љубовта кај читателите. Јас сметам дека токму така директниот контакт со читателската публика може и најмногу да придонесе за тоа читателите што повеќе да ги засакаат пишаните редови кои што ги нудите за нив. Овде ќе направиме една кратка пауза и се враќаме во последниот блок од нашиот разговор. Останете со нас. Ова е последниот блок од Умствена гимнастика. Заедно со нас е магистер Нада Милкова, директор на издавачката куќа Метаноја, со која зборуваме за љубовта кон убавиот пишан збор. Водејќи ја вашата издавачка куќа, воедно имајќи бекграунд кога веќе зборуваме за студиите по издаваштво кои што ги имавте на Универзитетот Оксфорд, дојдовте до една интересна идеја која што се случува во Скопје, а тоа се Oxford Connections или Оксфорд поврзување врски, се едно како сакаме може да се преведат. Меѓутоа е една од ретките прилики каде што домашната академска заедница, меѓутоа и љубителите на убавиот пишан збор и науката доаѓаат во контакт, во допир со професорите од Универзитетот Оксфорд. Отварат интересни предизвикувачки теми и верувам дека тоа се едни од панелите кои што е ретка прилика да се слушнат и во живо да се запознаат овие еминентни професорски имиња. Како
Како дојдовте до идејата за Oxford Connections и дали може да се очекува дека ќе станат една вообичаена пракса и ќе се случуваат кај нас секоја година? Да, па навистина Oxford Connection е едно од најубавите нешта, можеме да кажем, што јас му се радувам секоја година. Еве 6-та година поред всушност се случуваат и до сега преку Oxford Connections програма дојдоа 45 докторанти од Универзитетот во Оксфорд и 5 полновремени професори. Така што навистина веќе на некој начин, пошто тие студентите се од цел свет, веќе ги покривме скоро сите континенти на луѓе што биле во Македонија и понатаму ја шират глас за Македонија од која ќе се заминат од тука. Очигледно дека луѓето, докторантите што доаѓаат тука, ги инспирираат понатаму другите и така што имаме константен прилив на луѓе што се заинтересирани да дојдат. А како почнало буквално од пријателство. Ние живеевме во Оксфорд скоро 5 години и во тој период, живеејќи таму, работејќи, јас исто така работев во Централна Оксфордска библиотека 4 години пред да студирам и ги градевме тие односи. И желбата ни беше да се вратиме во Македонија и некако да ги ангажираме тие пријателства за доброто на Македонија. Така што кога дојдовме тука, прва Oxford Connections беше всушност собрана од група наши пријатели, кои што ние лично ги познававме и кои што мислејќи дека сме така малку налудничави што се враќаме во Македонија од некои можности што таму ни се отворија, на кои ние отворено кажавме не. Тие едноставно сака да не поддржат во овие наши тука напори да во основањето на Балканскиот институт за вера и култура. И така што прва група така дојде, како група пријатели кои што сака да не поддржат, меѓутоа понатаму видоа самите бенефитот од доаѓањето тука, предавањата што ги одржа, исто така ние го запазувавме тоа да бидат они изложени на култура во Македонија, така што имавме посета на разни културни споменици на кои што и на нив од тука им држевме предавања, така што за нив тоа беше еден навистина едукативно искуство, така што е тоа на некој начин да дадеш и да примиш. Така цела идеја на Oxford Connections понатаму како се развиваше е да тие да дојдат, да дадат од себе, затоа што тоа е најдобро што тие имаат да го дадат. Меѓутоа исто така и да примат од тука. Така што тоа е идејата, значи не само од Оксфорд, од таков еминентен универзитет да дојдат тука да ги учат нешто македонците, туку на ист начин и тие многу да научат и понатаму да го дадат во своите академски средини, ама и понатаму да инспирират други да го искусат истото. Така, таа размена, сигурна сум дека веќе вроди со плод и дел од нашите студенти, предпоставувам дека успеавте да ги поврзате и да заминат таму, но и секоја година очекуваме интересни имиња кои што држат панели со предизвикувачки наслови. Многу може да се научи, многу може да се слушне, беа убаво искуство, колку што јас се сеќавам и за студентите на правниот факултет, кога имавме прилика заеднички да ги одведеме и да продискутираат на предизвикувачки теми. И мислам дека една добра и интересна традиција да се донесат докторанти од Оксфорд и професори, со што на некој начин се добива посебна, би рекла, додадена вредност на домашното образование, но истовремено и можност да се развива оваа наша умствена гимнастика за која што изборуваме денес. Дали веќе ги градите плановите за новото издание на Oxford Connections и ова е еден процес кој што го работите заедно со Балканскиот институт за вера и култура, институт кој што постои подолго време кај нас и кој што успеа да се го најде своето место на сцената на институти, промовирајќи одредени вредности кои што ги негува редовно. Така. Да, во моментот баш сме во тек се плановите за, значи, 6-та веќе поред Oxford Connections. Она што го имаме потврдено до сега е дека доктор Ард Луи, професор по физика на Оксфордскиот универзитет, многу еминентни млади научници, тој го потврди своето доаѓање, така што тој ќе биде неколку дена. Остатокот на групата се уште формира и веруваме дека до крај на месецот ќе имаме веќе
конкретни имиња за кој ќе биде остатокот на групата. Некој од луѓето што веќе доаѓаат 4, 5, 6 пат, еден од нив е доктор Джонатан Брент, тој ќе повторно ќе биде тука. Меѓутоа за другите ќе почекаме уште некоја недела за да ги добиеме конечните имиња. Меѓутоа повторно ќе биде некаде од 10 до 15 групата, ќе биде од 10 до 15 луѓе и веруваме дека повторно ќе може да послужат на академската заедница во Македонија. Така, дали оставате отворен простор и за, да речеме, дел од нашите слушатели кои што би сакале да се приклучат кон Oxford Connections и да слушнат некои од овие предавања, дали се предавањата од отворен тип за публиката? Да, во главном се од отворен карактер и ние ќе имаме во догледно време ќе имаме целосна програма која што ќе ја постираме и на нашиот Facebook акаунт Балкански институт за вера и култура. Меѓутоа исто така ќе бидеме присутни во јавноста, во медиумите, кај што ќе ги најавуваме сите тие настани, кои што се од отворен карактер. Целта е што повеќе луѓе да можат да слушнат и да имаат придобивка од тоа. Така што исто во склоп на Oxford Connections ние секој пат го организираме и така наречен Veritas форум, кој што обично го одржуваме во МКЦ. Така што оваа година тоа ќе биде со доктор Ард Луи и ќе биде на тема поврзана со наука и вера. Токму така. Ќе оставиме простор понатаму да ги промовираме токму овие настани кои што ги планирате за наредната пролет. Овде истекува и времето предвидено за денешното издание на Умствена гимнастика. Сакам да ви се заблагодарам за гостувањето. Навистина брзо протече времето зборувајќи за убавиот пишан збор. Во меѓувреме ќе ги поканам нашите слушатели да ве посетат во литературното кафе Метаноја, да го испијат утринското кафе или попладневниот чај со добра книга, оставам отворена покана за во наредна прилика токму малку повеќе да позборуваме за оксфордските конекции кои што ги градите успешно веќе 6-та година. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вам, навистина ова беше посебна прилика да се разговара со вас. И јас овде ќе се поздравам и од нашите слушатели. Вие закажувам следната средба на брановите на Радио Слободна Македонија во истото време. Ова е Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев. Не слушавте денес на 13 ноември 2015 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.